Со огромна почит кон турските студенти, Универзитетот Гоце Делчев Штип денес го пречека 27-миот симпозиум на турската култура, кој се одржа како дел од манифестацијата Пролетни веселби. Оваа традиција трае повеќе од 30 години, а годинава за прв пат македонската јавност имаше можност да го доживее симпозиумот во негова целост. Негување, истражување, промовирање на турската култура во Македонија и светот, дел од точките на кои се разговараше со студентите. Денеска Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип е коорганизатор на 27-миот симпозиум на турската култура, што е составен дел од една поширока манифестација, значи фестивал на пролетни веселби, кој што се одржува по 32 пат. Кај нас се одржува само научниот симпозиум, така што ние годинава се вклучивме како коорганизатори во оваа манифестација. Македонските обичаи и фолклорот се тесно поврзани и преплетени со турските, рече председателот на овој симпозиум Селим Тахир, истекнувајќи дека истите даваат потик за меѓусебна соработка и дружба. Главната цел на симпозиумот е негување, истражување, промовирање на турската култура, како во Република Северна Македонија, така и пошироко на Балканот и на светско ниво. Се разбира, покрај тоа, че не е само да ја негуваме турската култура, всушност, можеби позначајно е откривање и продолбочување на истражувањата во меѓусебното влијание на турската култура со културата на останатите, како етнички заедници во Македонија, така и на балканскиот простор. Затоа што како во јазикот, така и во самите обичаи, самата култура, самиот фолклор има многу испреплетени работи, што не прави и ни дава потик за ова меѓусебно дружење, меѓусебно живеење, соработка. Во центарот на овој фестивал, кој е од голема важност за турската нација, е празнувањето на Хадрлес, кој се одржува на истиот датум кога граѓаните на Македонија го одбележуваат Свети Ѓорги. Манифестацијата Хитбакшен фест или во долгото име Меѓународен фестивал Пролетни веселби се одржува веќе 32 години, односно во својата 34 годишна историја, значи формиране во далечната 1991 година, со своји 4 програмски содржини, големи програмски содржини. Тоа се на прво место се традиционалните обичаи за Хадрлес, настапот на фолклорни групи од Македонија и од Балканот, 42-то традиционално пеливанско борење, тоа е борење со користење на посебна опрема и мачкање со зејтин, кој што најдолго се одржува веќе непрекидно 42 години, најдолго таков турнир надвор од Република Турција, и еден од 4 големи програми содржини токму е Меѓународниот симпозиум за турска култура и влијанието на таа култура кон другите балкански народи. Исто така и други програмски содржини кои што се реализираат во изминатите 32 години. Инаку настанот се одржа на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип кампус 4, а на истиот присуствуваа студентите на факултетот со цел запознавање на културата на Република Турција и незините специфични обичаи кои се тесно поврзани со Македонија.